Велес Викендов беше домаќин на врвни мајстори од стрип културата. Во петокот беше официјално отворен 12-тиот интернационален стрип салон Велес 2014. Стрип авторот Ервин Рустемагиќ од Босна и Херцеговина годинава е добитник на специјалното признание за развој на стрипот во светот. Јас сум покренуо стрип арт магазин у Сарајеву у ослобоđењу. Јас го започнав стрип магазинот во Сарајево во време на ослободувањето. Овој магазин започна да излегува во 1971 година. Веднаш потоа започнав да работам на продукција на стрипови и всушност целиот свој живот работам на ваков вид продукција како и ден денес. Ние имаме повеќе од 400 автори од целиот свет кои работат за нас, така што нивните стрипови ги продаваме низ целиот свет. Кога Ване ми кажа за наградата, јас во шега реков ваков вид награди се доделуваат на луѓе кои наскоро ќе го напуштат овој свет, но искрено се надам дека тоа нема да биде случај со мене и уште многу години ќе се занимавам со оваа работа. Веома почесна награда. Како и секоја, така и годинава беа доделени наградите од интернационалниот конкурс. Учество зедоа повеќе од 130 автори од 40 на земји во светот. Организаторите велат дека радува стандардно големиот број на пријавени стрип дела од странство, но уште повеќе и масовното учество на досега неафирмирани таленти од нашата држава. За жал, се уште ние во Македонија цртаме стрипови што се со некоја кратка содржина, а се уште немаме оформено неколку, вие мислите колку 500 нешто така, нели? За жал, се уште немаме, иако јас се трудам преку сите овие работилници и гостувања кај што одам во некои други фестивали кај што има македонци, тоа да го потенцирам, дека ние Македонија мораме да направиме свој автентичен лик. Порано го имаме Итар-Пео, не знам колку се сеќавате вие на страниците на детските списанија, сега го нема Итар-Пео. Ние ќе се обидиме преку Министерство за култура Итар-Пео да го направиме во стрип книга, достапно да биде и за помладите генерации, не само за оние постарите. Стрип салонот и годинава покрај локалната самоуправа го поддржа и Министерството за култура, а во рамки на истиот беше промовиран и проектот Ново балканско пријателство, финансирано од фондацијата Принц Клаус од Холандија. Радува податокот што инспирацијата, ликовното мајсторство и креативниот напор при создавањето на уметничката стрип целина ги пронајдо новите македонски стрип автори во младите луѓе кои го прифатија предизвикот и ни ја открие возбудата на своите нови авантуристички светови. Првата награда од овогодинешниот конкурс Златен стрип му беше доделена на Саша Арсенич од Србија, а поради високиот квалитет на пристигнатите дела беа доделени и 2 втори и 2 трети награди.